Јас сум Тимче Грков, председател на синдикалната организација на енергетика при ЕЛЕМ, сегашно АД ЕСМ. На оваа позиција за прв пат сум назначен и изгласан во 2012 година. Реизбран на истата сум во 2017 година. Ја имав честа во јануари месец 2018 година да добијам уште една позиција синдикален представник, и тоа како член на председателството на најголемиот синдикат во енергетскиот сектор ССЕРИ. Синдикат кој ги обединува работниците од енергетиката, рударството и индустријата. Синдикат кој има повеќе од 6000 членови. Почитувани, пред вас стои синдикален лидер кој е еден од избрканите, во мојот случај, од актуелното раководство на АД ЕСМ, поранешно АД ЕЛЕМ. После 14 години стаж во оваа компанија, јас бев избркан само заради тоа што се борев за слободно синдикално организирање, делување и одлучување во компанијата, во АД ЕСМ, поранешно АД ЕЛЕМ. Но, до овој најрадикален чекор на раководството на АД ЕСМ дојде по низа други настани кои единствена цел имаа да го спречат моето синдикално делување. Ќе бидам краток. На прочетокот на 2018 година со одлука на управниот одбор на АД ЕСМ се запреа сите парични текови на синдикатот, што подразбира синдикална чланарина, синдикални позајмици, други рати и се она што ни следува по колективен договор, закон за работни односи, но и она што Македонија го има прифатено како меѓународни конвенции донесени од Меѓународната организација за трудот. За понатаму да продолжат со невиден притисок кон сите вработени во АД ЕСМ за членување во новоформираниот синдикат, продукт на рактоводството на АД ЕСМ, негде во март месец 2018 година. Понатаму продолжуваме со одземање на мојата синдикална канцеларија и доделување на новоформираниот синдикат, за да стигнеме до еден од најрадикалните чекори на раководството на АД ЕСМ на 17.9.2020 година, после 12 часот после пладне, во исто време од дирекцијата на АД ЕСМ да стигне курир со 8 одлуки за распределување или на синдикални лидери, меѓу кои ја, или на членови на синдикатот подалеку од местото на живење минимум 120 километри, или поточно од своите работни места и места на живење во Скопје на нови работни места во Кичево. И да биде трагедијата уште поголема, во одлуките беше наведено дека на истите новите работни места треба да започнеме наредниот ден во 7:00 часот.